Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Власта на СДСМ штити, а со тој дозволува локални насилници да тероризираат граѓани. Денес ќе ви презентираме видео кое покажува како локалните шерифи на СДСМ демолираат кафеана во Крива Паланка. Предлагам да го погледнеме. Пази! Оно имаше тамо многу народ. Срце. Кринка да е сигурно за мен. Они вие сте доволно кои сведоци, имаш си видео и све. Што имаш? Видео ти е најголем Мора да видам кафеот. Мене да ме наведе че да съм туја за воден син за Германија, тоа да се смеца, тоа не е битно, ја мислим. Ја почи да помогне ми видете се дали и све, дали няма нема. Задоволен да срце све сторечно. Поне можеш да видиш кои на 5-6 точки, ја сам по Германија ти знаеш. Дојдов се Дали ова личи на нормална држава? Нормално дека не личи на нормална држава, личи на Заевистан. На ден 24 јануари, како што можевте да видите, лицето Иван Ѓорѓиевски од Крива Паланка, член на СДСМ и никако поинаку, воедно и пајташ на Љупчо Николовски, демолирал кафеана. За тоа постои полициска белешка во билтенот, но од тогаш навака ниту се постапува по случајот, ниту лицето на било каков начин е санкционирано. Дали и што се постапува по овој случај? Дали Љупчо Николовски го заштитил својот пајташ и насилник? Ова лице има фотографии со Оливер Спасовски и Зоран Заев, што остава сомнеш дека власта на заевизмот го заштитува. Да подсетиме дека токму Љупчо Николовски беше споменуван во писмото на Бојан Јовановски дека е злоупотребувал својата позиција како министер за земјоделие и преку прекршување на процедури пренаменувал земјоделско во градежно земјиште. Во писмото и телефонската кореспонденција се гледа дека Николовски, кога се работи за нему блиски луѓе, ги заобиколувал прописите и процедурите само за да им заврши работа. А кој знае, можеби да има и личен бенефит. Дали токму вака Николовски ги штити своите пајташи? Дали Николовски влијаел врз неговиот пријател Ѓорѓиевски, односно влијаел врз институциите да неговиот пријател Ѓорѓиевски од Крива Паланка се спаси од прогон заради насилничко однесување и демолирање на кафеана. Практично ја загрозил безбедноста на сите останати внатре во кафеаната. СДСМ, Заевизмот и Љупчо Николовски очигледно ниту имале намера, ниту имаат, ниту ќе имаат да се борат против прекршителите на законот. Постои основано сомнение дека тие или штитат криминал, или длабоко се навлезени во незаконити действија. Јас верувам дека и првото и второто се точни. За сето ова мора да има одговорност. Ако сегашното заробено судство не може да се справи со криминалот на заевизмот, многу скоро после поразот на заевизмот ќе престане неговиот притисок врз правосудството и за се ќе мора да одговараат. Благодарам, ова беше пресконференцијата. Сега најнапред би одговорил на две прашања поставени електронски, а потоа доколку има на темата би можеле да постават и од тука присутните новинари. Прашањата се следни. СДСМ обвинува дека ВМРО ДПМН е против зголемување на минималната плата. Како го коментирате ова? И владата и ССМ и вчера не успеа да имаат договор за минималната плата. Ваш коментар. Почитувани граѓани, повторно ќе потенцираме уште еднаш јавно, јасно и гласно. СДСМ како партија и како власт да не бара оправдувања, нека ги изголеми платите
и да даде поддршка за стопанството. Ако навистина СДСМ сака да ја зголемат минималната плата, тогаш да го направат тоа веднаш, а ние ќе ги поддржиме исто како што ќе поддржиме изголемување на платите во јавниот сектор, адекватно на коефициентот на тежината на работните места. Воедно, наместо да крадат и прават криминал и парите да завршуваат во приватни џебови, владата треба да го поддржи стопанството. Бидејќи СДСМ покажа интерес за ставот на ВМРО ДПМН, СДСМ да не се крие зад лични ставови на поединци, туку ги повикуваме да го проследат овој став на партијата. Благодарам.